Јужна Кореја ќе постигне колективен имунитет од COVID-19 до есен, изјави нејзиниот премиер за BBC и покрепот од снежната програма за вакцинација. Земјата беше една од првите погодени од пандемијата претходната година и стана пример за масовно тестирање и агресивни мерки за пронаоѓање контакти, но вакцинациите се одвиваат многу побавно. Здравствените власти ќе започнат со инокулација на медицински персонал во болници и домови за згрижување подоцна оваа недела. Целта е да се вакцинираат околу 800.000 луѓе во текот на следниот месец, користејќи вакцини произведени од AstraZeneca и Pfizer-BioNTech. Тврдоглаво високите стапки на инфекции ги попречуваат напорите на Франција да ги ублажи ограничувањата на коронавирусот, а Ница е особено жариште. Во Германија многу училишта повторно се отвораат во понеделник, но официјалните лица велат дека стапката на инфекција останува загрижувачки висока. Франција не е под блокада, но има национален полициски час. Областа околу Ница, која има најголема стапка во Франција, ќе оди во делумно заклучување во следните 2 викенда. Одморалиштето во Ривиера има повеќе од 700 случаи на 100.000 жители, пренесува BBC. Пожарникарите се справија со пожарот на Пиер Сандаун на островот Вајт. Пожарот избувна во продавница на влезот во приморската атракција околу 4 часот по Гринич. Овој предел беше затворен со екипа за спасување на крајбрежната стража, донесена да патролира на плажата и да ги држи луѓето подалеку од пристаништето. Пожарникарите го ставија пожарот под контрола нешто пред 6 часот по Гринич. Нема пријавени повредени и се испитува причината за пожарот.